Во изминатите 15 месеци граѓаните на своја кожа ја почувствуваа неспособноста на оваа власт. Стандардот паѓа, секојдневно се случуваат скандали. Институциите не функционираат, заробени се во партизација и непотизам. А цената за тоа ја плаќаат граѓаните. Последниот скандал со МНАФ е само уште едно камче во морето хаос и неспособност кој го гледаме. Секој ден има нов скандал, пожари, еколошки катастрофи, опасност од чад кој ги труе граѓаните. А власта молчи, не презема ништо и ги остави граѓаните без информации и без мерки. Сами на себе. Тоа е секојдневието на македонските граѓани. Институции кои не реагираат на лаги и манипулации што се покриваат со гол пиар, додека реалните проблеми остануваат нерешени. Сите изборни ветувања на ВМРО-ДПМН се покажаа како една голема лага. Така е сликата и на локално ниво. Нема никаква разлика. Потребни се промени и локалните избори се шанса да се испрати пораката дека граѓаните сакаат подобро, сакаат подобра газибава. СДСМ на овие избори излегува со честна понуда, остварливи програми и компетентни луѓе со интегритет. Меѓу нив е и Владко Митовски, кој пред граѓаните излегува со издржани решенија во програмата за надминување на проблемот со кучињата скитници, за нова спортска сала, затворен базен, но и субвенции за пазарџиите. Потребите на граѓаните на газибава буквално се преточени во соодветни решенија. Разликата е јасна. Граѓаните ќе бираат помеѓу докажани луѓе кои стојат за својот збор и луѓе кои бегаат као кукавици при првата криза. Не ветуваме лесен пат, но ветуваме борба. Борба со главата високо. Време е за мерка во политиката, компетентност и резултати наместо гол пиар. Работа наместо парада, ред наместо партиски хајки. Ве повикувам на заедничка борба за подобра газибава, за вашето семејство, за вашата улица, за вашиот град, за нашиот дом.